Македонската музичка сцена доби нов хит со најновото издание од Два Бона и Таско, песната Моет 2. Објавена на 9 септември 2025 година преку Gorilla Entertainment, оваа numera веќе собра над 59.000 прегледи. Песната е резултат на заедничка работа на Два Бона и Таско, кои се автори на музиката и текстот, додека за битот се погрижи The Trills. Миксот, мастерингот и аранжманот ги изработи Марио Јелич Кун. Видеоспотот е режиран од Наумовски и Стит Флоу, а продукцијата е на Gorilla TV. Принцот Хари ја напуштил кралската резиденција Кларенс Хаус по приватната средба со неговиот татко, кралот Чарлс, која траела нешто помалку од 1 час. Автомобилот на војводата од Сасекс бил виден како влегува во кралскиот дом во Лондон во 17 часот и 21 минута, а Хари седел на задното седиште во елегантно одело. Тоа беше нивната прва средба лице в лице од февруари минатата година, кога Хари накратко го посети својот татко откако му беше објавена дијагнозата на канцер. Овој пат разговорот траел 55 минути, речиси двојно повеќе од минатата година. Хари морал да го одложи своето пристигнување на настанот Invictus Games во Лондон за повеќе од 1 час поради средбата. Кога подоцна пристигнал на настанот, накратко прокоментирал за состојбата на својот татко. Да, тој е одлично, ви благодарам. Македонскиот филм Силјан во режија на Тамара Котевска и во продукција на Конкордија е годинашниот македонски кандидат за наградата Оскар за најдобар интернационален филм. Одлуката ја донесе Комисијата за избор при Друштвото на филмските работници на Македонија, прифатена и одобрена од Американската академија за подвижни слики, уметност и наука во состав Томи Салковски, председател на комисијата и продуцент, Лабина Митевска, продуцент, Дарјан Пејовски, режисер, Марија Димитрова, продуцент, Душан Кардалевски, кинематографер, Марина Колоска, прв асистент на камера, Иван Ивановски, режисер на анимиран филм, Братислав Зафировски, тон мајстор и Горан Игњатовски, автор на филмска маска. 9-члената комисија одлуката ја донесе едногласно. Годинава комисијата избираше помеѓу 3 извонредни македонски филмски остварувања, и тоа DJ Ахмет на Георги Унковски во продукција на Синема Футура, Силјан на Тамара Котевска во продукција на Конкордија и Планината не оди никаде на Петра Селишкар во продукција на Сенепеич Продакшн. Од денеска до 13 септември во Тетово по 8ми пат ќе се одржува Jazz Fest со концерти во Центарот за култура и Europe House секоја вечер со почеток во 20 часот. Фестивалот ќе биде отворен вечерва во Europe House со настап на составот Anti-Swing, на тетовските музичари Вулнет Незири на обоа, Шкелизен Бафтијари на пијано, Фатон Стафај на гитара, Александра Чоруковска на контрабас и Кораб Хајдари на перкусии. Во петок, 12 септември, во големата концертна сала на Центарот за култура Илјо Антески Смок во Тетово, ќе настапат Елина Дуни вокал и Роб Луфт на гитара. Исто така и третата вечер, 13 септември, ќе се одржи во Центарот за култура со настап на Артем Бакија и Маркелијан Капидани пијано, придружени од гудачки квартет.